Време е за стандардната рубрика во среда, посветена на здравиот начин на живот, секако со доктор Митов, кој со нетрпение го очекувате. Добро утро, доктор Митов. Добро утро. Повеќето гледачи знаат дека работите со пациенти со зголемена телесна тежина. Интересно е што вие велите дека слабењето е психички, а не физички процес. Ајде малку повеќе на оваа тема. И зошто овој став? Да. Знаете, една од темите кои што постојано се навраќа, актуелна секогаш, можеби сега до толку повеќе актуелна, бидејќи во изминатава година дена, за жал, јас тоа можам да го видам бидејќи работам со пациенти со таа состојба, како проаѓаат овие периоди на карантини, на затвореност, луѓето сепак имаат една не таква слобода како порано за движење, за активност, за излегување. Тоа си го зема својот данок и веќе во изминативе година дена имаме драматично приметено пораст на телесната тежина генерално низ населението. Особено се засегнати дечињата, бидејќи се чини дека нивниот начин на живот најмногу истрадаше, бидејќи не одат на училиште, дополнително дома затворени, а таа енергија што ја внесуваат преку храната треба да ја трошат и се најдовме во ситуација на масовно зголемување на телесната тежина. Тоа е моментот кој што јас го велам и како што добро кажавте дека всушност самиот процес на слабење е психички процес, не е само физички процес или не може исклучиво да се сведе на физички. Зошто? Заради тоа што луѓето приметиле кои што го правеле тоа, кои што влегле во тоа слабење, да речеме, дека после известно време вечната тема дека така наречениот јојо ефект или тежината назад се враќа. Зошто? Заради тоа што ние не е до самата диета или не е до некои техники, туку ние со себе си не сме расчистиле дали на долг рок сакаме да живееме здрав начин на живот или не. Тука е клучот. Значи тоа е основната интервенција. И првата интервенција која што човек во една таква состојба ја прави, треба да ја прави, е добро да ја прави, е кога работи на себе си. И сега тука веќе се отвара едно цело поле од работата на себе си. Јас сватив дека е многу повеќе, да речеме, во овој дел можеби отколку само на физичкиот дел. Зошто? Порано мислевме дека е да добие човек листа, да добие програма, да добие мени, да види што како треба да се храни и тоа е тоа. Но како проаѓаат годините и не само за мене, туку и за цела, да речеме, индустрија која што се занимава со таа проблематика на слабење, се кристализираше дека ако човек прво не влезе во еден процес на саморазговор, на самомотивација, до една точка, дури јас велам најхрабро, дека треба да дојде до степен на промена на сопствениот идентитет на еден начин. Значи, ако некој праша каде е апсолутниот почеток на промената на телесната тежина или општо на промената на било која навика, храна, физичка активност, престанување на пушење, цигари и се друго, клучот, првата точка е промената на начинот на кој што човек се гледа самиот себе си или на тој сам идентитет. А што е идентитет? Тоа е таа перцепција која што ние ја имаме за самите себе си. Како себе си се гледаме самите. И знаете, ние многу пати страдаме токму од таков некој став. Например, луѓе има кои што се перцепираат себе, јас сум човек што седи, јас не сум човек што пешачи, од уште подалеку пак да сум човек кој што е спортски активен, кој што се занимава со некоја рекреатива. И вие имате една ситуација во која што самите себе сме се запечатиле таму каде што моментално сме. И ако не почне прво тука таа промена, значи човек да реши, окей, во ред, имам идентитет кој што ми е зададен од X состојби, од како сум се хранел порано, кои ми биле искуствата порано, што ми кажувале дома, што ми кажувале пријателите, како ми се градел карактерот и перцепцијата за самиот себе со тек на време, но јас сваќам дека тој идентитет можам да го менувам, дека можам да се погледнам себе од една друга перспектива. Колку е тешко да се донесе таа одлука? Знаете како? Одлуката на почетокот бидејќи станува збор за целокупна смена на навиките. Да.
Знаете како убавината на тоа е дека и зошто е можно. Кога вие ќе ја донесете одлуката, не почнува ништо драматично во тој момент да ви се менува во животот и да ви се руши комодитетот. Оти ние во основа бегаме од промената на навиките, бидејќи сме навикнати на работите такви какви што се, ни се створил некаков комодитет и ние просто не сакаме да излеземе од него. Но луѓето треба да знаат дека тој прв чекор е и безопасен за нив. Значи тој чекор јас ќе почнам да работам на промена на мојот идентитет, како се перцепирам самиот себе си. И ако, например, еве од човек кој што пуши цигари си каже, воред, јас ќе почнам да се наблюдувам себе си, да размислувам за себе си. Станувам збор на почетокот за една проста ментална вежба. Не може никого тоа да го... Значи, само да си дозволи да ја разгледа идејата. Ти знаете, ако вие веќе сте во некоја проблематична ситуација, еве, да пример, да речеме дека се цигарите или зголемената телесна тежина, едно од двете. Човек просто се плаши да навлезе, да размислува, да почне да ја разгледува таа состојба како би било да биде во различна ситуација. Да престане да пуши, да намали со цигарите или да почне да се храни поинаку. Затоа треба да знае дека тој прв чекор, кој што е толку важен, промената на идентитетот, во тој дел, всушност е истовремено и безопасен, бидејќи комодитетот во кој што живееме нема да ни го наруши. Значи, самото разгледување на идејата, еве така да кажем, значи да ја ставиме пред себе на хартија, да почнеме да размислуваме, да почнеме да ги мериме позитивните и негативните работи. Просто да ја отвориме вратата на таа идеја, да влезе кај нас, да почне една промена. Знаете, луѓе ќе кажат, можеби вака што се напалени сега летото доаѓа, ајде побрзо, сакаме некоја промена, такви работи, ќе кажат, абе тај побрзо нели да почнеме. Секој побрз обид, без ваква ментална подготовка, речи си секогаш е осуден на пропаст. Значи, ако човек, ова не е некоја подготовка, не знам, со месеци, ова е просто во рок од недела до 2, за некои луѓе, да речеме максимум 3, да си го дадат тоа време на себе си, да почнат себе на почетокот како една вежба, како една глума, да се гледат себе си. Знаете како е? Прво, треба 3 чекори. Ако сега веќе навлеговме во тој идентитет, во менувањето на тој идентитет, на како се гледаме себе си. Прво е одлуката што сакам да бидам пред што сакам да правам. Нели, како што вели и Епиктет. Прво одлучете што сакате да бидете. Тоа е таа промена на идентитетот во било кој дел. Цигари, алкохол, физичка активност, зголемена телесна тежина. Прво е одлуката што сакам да бидам. И тоа ја разгледуваме одлуката и носиме, еве, сакам да бидам човек кој што пешачи секој ден, кој што е активен физички, кој што се качува на водно. Значи тоа е првиот момент. Вториот чекор е, окей, за да бидам тоа што велам, дека сакам да бидам, што треба да правам? Тоа е второто нешто, кое што доаѓа, што треба да правам. И третата фаза е така наречена фаза на почетокот просто на имитирање на некоја личност која што го прави тоа. Значи, да си поставуваме под наводници една рутина која што е имитација на тоа што сакаме да постигнеме. Се додека тоа од еден момент од имитација не ни премине во навик. Тоа е, знаете, тоа е со имитацијата, со однесувањето налик на тоа што сакаме да бидеме, е многу стара техника, докажана техника, која што и тоа како има успех. Например, уште средновековни списи ни го потврдуваат кај монасите и во источните и во западните монаси, христијанските монаси, како ја има таа така наречена техника имитацио Христи или имитирање на Христос. Односно, ќе се трудам да живеам живот како што пишувам во Библијата, се додека не постанам таква личност каква што сакам да бидам. Еве, влечеме примери и искуства од секаде. Од сите кои што пробувале на еден или на друг начин да се променат или подобрат себе си. И има една векови наназа долга традиција која што го носи во себе тој успешен клуч како човек може да дојде. Меѓутоа, после знаете како ќе ви биде листот да го земете харти и да кажете вака треба да се хранам. Песна. Заради тоа што човек веќе ги почнал од корен промените, од многу подлабоко почнал со самата перцепција на себе си на поинаков начин
и се што води. Важно е за овие работи, за промената на себе си, за работата со себе си. Важно е многу од каде ќе почнеме и дали ќе ја устроиме правилно таа градба. Дали ќе почнеме како што треба, за да не дојдеме во ќорсока. Коти во спротивно, многу лесно се доаѓа во ќорсока. Доктор Митов, бидејќи денеска почнува и вакцинацијата на поголеми групи граѓани, конечно во земјава би сакала да ви поставам и некое прашање за вакцинацијата. Еве, за почеток споменавте дека кога ќе се помириме со она што сакаме да бидеме, новата листа на јадење станува лесна како песна, па прво во тој контекст треба ли вакцинираните или оние кои допрва ќе се вакцинираат да го променат начинот на исхрана, барем привремено за време на оваа вакцина, или тоа нема буквално никаков ефект во сето ова и во имунизацијата на населението? За сега немаме докази во тој дел. Немаме некоја, да речеме, цврста наука во тој дел и не можеме да го тврдиме тоа. Ние многу пати патиме општо земено отврдење нели на работи генерално кои што не сме собрале докази за да кажеме дека е така или дека не е така. Затоа во тој дел не би можел да дадам одговор. Единствено, да речеме, кога веќе влегуваме ние во изминатата година, за жал, на неубав начин, јас се трудев колку што може во моите сили да влијам, меѓутоа нормално, тоа е ограничено од еден човек. Но малку да го намалиме доживувањето на сите овие негативни настани во смисла на создавање на дополнителна негативна енергија на социјалните мрежи. Тоа мислам дека е нешто кое што кризата таква каква што ни се случи, за жал, дополнително ја обременивме, општо вака би зборел без да покажувам со прсти, со една нагласено коментирање, едно нагласено дигање на тој сензибилитет на уште повисоко ниво. Знаете како, кога имате веќе тешка ситуација, најлошото што можете да направите е панично да се однесувате. И сега ние кога веќе сме таму каде што сме, и со број на заболени, со број на мртви, и со пандемија, и генерално, па еве сега и со вакцините, за среќа нели денеска почнува тој процес, убаво би било, особено околу вакцините, да тој набој за, против, малку да опушти, значи да остават и една и друга страна, да остават малку да чујат што велат и другите, да видат што се аргументите на другата страна. И ние сега, знаете како кога деца, кога бевме, ќе ги затвориме ушите и викаме, неќеме да го слушаме другиот што збори. Така се претвори општеството некако сега кај нас, онака ги, не само кај нас, мислам, не е тоа македонски феномен, тоа е глобален феномен. Во контекст на тоа, Во контекст на тоа, бидејќи има, еве вие споменавте многу различни мислења, ставови, се што излегува на социјалните мрежи, но она што не е само последица на социјалните мрежи, тоа се одлуките на здравствените власти во одредени држави, па така вакцината на AstraZeneca дел од државите забранија за одредена категорија, например за лица под 60 години, за жени под 55 години. Па сакам да ве прашам, дали ние треба да следиме или да гледаме и да преземаме она што се случува во некои поразвиени здравствени системи, како например оној во Германија. Германија важи една од државите во која што ние имаме најголем одлив на медицински кадар, важи за медицински здравствено развиена држава. Треба ли да ги следиме постапките на Германија кога се овие вакви одлуки во прашање? Знаете, ние треба, според моје мислење, на овие работи да пристапуваме како на добар пример или како на добра пракса, како што се нарекува во овој тип на работа терминот. Значи, таа добра пракса ние треба да ја гледаме. Но за среќа, кај нас се уште постои генерација, за жал пред пензија или пензионирана веќе, најголем дел. Се уште постои таква генерација, која што може работите да ги анализира од една длабинска точка, научна точка, и која што може тие податоци, ако и бидат направени достапни, низ еден сериозен процес да ги анализира и да дојде до некој наш став, кој што може би воопшто нема да се разликува и од ставот на Германија, да речеме, но добро е тој процес да помине низ една наша автентична
процедура од лица стручни кои што ги имаме кај нас и кои што за жал велам или се пред пензија или се во пензија. Зошто? Заради тоа што моето длабоко убедување е дека најквалитетните медицински генерации за жал се чини дека се таму некаде кај нас од аспект на кадри. Се разбира, исклучоци има доста, во секоја генерација има квалитетни луѓе, тука нема збор, меѓутоа тој еден општ пристап на добро практикување на медицината, на една внимателност, на една предострожност, на една професионалност во крајна линија, за жал е поместен спрема тие години, но сепак тие луѓе за среќа се тука и јас сум убеден дека може да се направи еден добар состав на пензионирани професори или предпензија професори наши кои што може да ги разгледаат тие научни студии и да дојдат до наш автентичен став. Стручни комисии кај нас треба да се користат, нормално со објавено име и со презиме, значи иначе во спротивен случај би биле паради, но може да се објават, да направат такви анализи и да добиеме и наш став кој што нема, можеби воопшто нема да се разликува од ставот на новие земји кои што ги спомнавме, но да не се донесеме во ситуација целосно да препишуваме, бидејќи се уште не сме стасани до таа точка да немаме ич капацитет да ги анализираме работи. Доктор Митов, благодарам ви за денешното вклучување. Со вас се гледаме повторно следната среда. Во меѓувреме ќе ги читаме вашите совети на вашата веб страница, кои за голем дел од нас се доста корисни. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам.